Никој не прашува за македонското јагне, ниту се знае цената, се пожалија сточарите на неколку дена пред стартот на откупот на јагнешко за извоз пред католички Божик. Собственикот на второто најголемо стадо овци во државата, Меджид Амити, вели дека сточарите се доведени во неизвестност, бидејќи јагнињата биле подготвени, но не и трговците да ги откупат. Никој не прашува, никој ништо, се е смрзнато. Ни цена, ни ништо, нити па се интересира некој. Те јавив денеска кај стокопромет, кај еден друг. Ништо не знаат, ни цена, ништо, никој не побарува. Нити од Италија, више грците имат своје јагне, Хрватите да видиме што ќе прават. Иста е состојбата и во Штипско. Овдешните сточари чекаат да започне откупот, но никој не знае кога ќе дојдат трговците и по која цена ќе им го откупат јагнето. Има јагне за околу 2000 комада, треба да има сега 2-3000 парчиња за Божикот, меѓутоа нема интерес од трговците. Значи статус по ситуацијата, нема ни цена, нема ни трговци, ништо нема. Традиционално откупот на јагне за католички Божик почнува од 10 до 15 декември. Сточарите очекуваат повисоки откупни цени од лани. Сметаат дека не треба да е пониска од 180 денари да ги покријат трошоците на производство. Лани беше 150 жива мера, меѓутоа таа е многу ниска цена и ваа дена нема најава ништо, последната беше 140, значи што се зимале. Не објавува цена, мислам, не ни одговара на нас, не е добро. Минимална треба да биде 180, минимално вече. 180 минимална цена, за да може да се покријат некои трошкови. Ние не може да се покриеме испод 180-200 денари. Не може да се покрие, се у загуба работиш. Ама нема цена, тоа е проблемот. Нити барат. И сега и 140, 150 ќе даеме. Зашто не може да ги чувам. Македонските сточари за овој католички Божик може да извезат и повеќе од 15.000 јагниња. Овој македонски бренд најмногу е баран за празниците на традиционалните пазари во Италија и Хрватска. Помалку се извезува кај јужниот сосед. Од Штипско-Карбинскиот регион, како и лани за католички Божик, ќе се извезат не повеќе од 3000 јагниња.